Катастрофалниот пожар кој избувна во приватен стан во колективна стамбена зграда позната како Карпошка во Крива Паланка, речиси целосно го изгоре домот на петчленото семејство Давидковски. Во станот со површина од 21 метар квадратен кој се наоѓал во колективната зграда, живеело петчлено семејство, од кои две деца, средношколци момче и девојче на возраст од 16 и 18 години. Помладите беа во соседната соба. Заседна спална кога слушнав силен пукот. Излегов да проверам од кујната и видов дека се гори. Ги повикав син ми, снаата, децата, но огнот немилосрдно ни изгоре се што создававме со децении. Ни солзи раскажува 67 годишната Даница Давидковска, најстар член на семејството. Каде бевте кога се случи пожарот? Тука беше јас во собата, а децата спија и синот и снаата. Сите спија тука, ја беше тука, у кујната. И одедам пуда пукна нешто. Ја отвори вратата и оно тамо пламен. Оно што од пералната. Пералната ни кажа, а синот ќе гледа дека пералната избила и од пералната. Немаме ниту покрив над главата, ниту пари, ниту покутнина и гардероба. Изгоре и заштедата од 30.000 денари за дрва за огрев, ни рече баба Даница потресена и изнемоштена. Добрите соседи веќе помогнале барем со работна сила, а од страна на општинската организација на Црвен крст Крива Паланка се доставени пакети со намирници, храна и средства за хигиена. Сепак, семејството дваноќи мина надвор од домот каде живееше повеќе од 3 децении. Цел живот ли живеете овде? Овдека живееме до 83 година. 83. 34 години. Да, 34 години. Дали ова се што имате, оваа покутнина и ова место? Па тоа е све изгоре. Ништо нема. Тамо лишта имаше, ја нема дек да ставljam тамо на таванот, ги ставljam, ово единочо носим. Тренерката е на син ми, немам ништо. 30.000 беше собрала за дрва да купу и тоа ми изгоре. Од име на сите од семејството Даница упати апел до сите хумани граѓани да помогнат во рамки на своите можности, побрзо да се санира домот. Нешто да ни дадат помош ако можете, да санираме во, да направиме, нема дек да живееме, што да правиме. Дека ќе да направиме, да онодиме, ете, собичките, тука спијат они, снаата спие со керката, синот спие со синот, ја онам оној кревет. Тамо спием. А лишта, ништо немам, ништо. Ништо, еве дечињата тој што нешто има некој прталјки, ама све изгорено, све нема ништо. Да, ете тој сабајле, вика жената да ми помага, све изнесомо, ништо не може да спасу, ништо тој јакни таму ми беа, абе ништо, разделирам, нема ништо, изфрлям, да. Иле Коцевски, командир на територијалната противпожарна единица Крива Паланка, информира дека по локализирањето на пожарот морало да биде интервенирано и на запирање на дотокот на вода, која поради растопените пластични цевки предизвикала протекување и поплавување на становите на долниот кат. Водата од водоводот оштетила еден стан. И цела ноќ е истурам вода, плафонот тука доле, каучи, тепих, све е вода. Имате штета, немате струја? Немаме струја, да, па штета, треба да се кречи, треба да се перат овие работи, креветите, не знам. Цела ноќ вода истурам, вангли се пунат, струја нема. Така можевте ли да помогнете некако? Па не можевме никако, они не ни дава ни ние да влегуваме тука. Па ве евакуираа ли веднаш од становите? Да, надвор бевме сите, немаше обезбедени, немаше опасност по живота. Причина за настанување на пожарот е најверојатно електрична инсталација. Огнот брзо се проширила, пламените јазици за краток период проголтале речиси цела покутнина, мебел, електрични апарати, облека и пари на Давидковски, поради што и ние како медиум апелираме секој кој има можност да помогне и донира материјални средства или останата помош, преку потребни во овие моменти за семејството.